Комисијата за заразни болести, на кој што се предложија дополнителни мерки на овие досега во однос на справувањето со проблемот со коронавирусот со оглед на новонастанатата ситуација, прв случај на локална трансмисија, откако тројцата луѓе кои што биле во контакт со веќе хоспитализираните пациенти од Дебар беа позитивни на тестирањето, тие се сместени на клиниката за инфективни болести. Сега таму се 7 пациенти во лесна клиничка форма е манифестирана болеста, нема потреба од механичка вентилација кај 6 од нив. 7-та, практично првата пациентка е целосно стабилизирана. Во текот на денот денеска веќе испратен материјал, ги очекуваме резултатите од контролниот тест. Првичниот беше негативен. Се тестира само една пациентка, значи нема нов случај докажан во текот на денеска утрово, во текот на вечерта станува збор за 16 годишна пациентка која што има неспецифични знаци за горно-респираторна болест. По препораките на Комисијата за заразни болести, состанок имавме со управувачкиот комитет на Центарот за управување со кризи. Дозволете пред јавноста да ги прочитам новите мерки кои што ги предложивме на владата, а владата ги усвои на седницата која што еве се уште е во тек. Прво, да се прекине воспитно-образовниот процес и настава во сите детски градинки, основни и средни училишта на територијата на целата земја во наредните 14 денови, да се ослободат вработените од работните обврски во овие институции. За еден родител до 10 годишна возраст на децата ќе се дозволи отсуство од работа, кое што ќе биде целосно платено во јавните, во приватните институции, исто така во тек на следните 14 денови. Понатаму се прекинува наставната дејност, процесот во високообразовните установи на територијата на целата држава, како и во јавните научни институти. Понатаму се забрануваат масовни собери и настани на отворен и затворен простор со над 1000 учесници на територијата на цела земја во наредните 14 денови, а се препорачува да се откажат и да не се организираат и настаните под ова бројка. Понатаму се забранува одржување на спортски надпревари со публика во периодот од следните 30 дена на територијата на целата држава. Понатаму се воведува задолжителна самоизолација на сите лица кои доаѓаат од високо средно ризичните држави во период од 14 дена согласно листата на држави кои што ја објавува Светската здравствена организација, а таа секојдневно се надополнува. Понатаму се забранува извоз на медицинска опрема, медицински средства и материјали од страна на економските оператори и производители од Република Северна Македонија, а во врска со тоа што може да биде потребно за третман на овие пациенти со заболени од корона вирусот, тоа се вентилатори, респираторни машини, заштитни маски, материјали, за што ќе имаат сите економски оператори листа соодветна, ќе добијат во текот на денешниот ден, освен со посебна дозвола од Министерството за здравство. Препорачуваме на возрастните и повисоко ризични категории на граѓани со хронични болести да го намалат своето движење, да го избегнуваат јавниот превоз. Се препорачува избегнување на патување во земјите кои се со висок и среден ризик, согласно листата која што ја спомнав претходно, редовно апдейтирана секојдневно од Светската здравствена организација. Понатаму Државната изборна комисија за вработените од јавно здравствените установи кои се ангажирани за потребите на изборниот процес, истите да ги ослободи од понатамошното учество, заради тоа што има некои обуки од Државната изборна комисија и тие да бидат заменити со други лица.
Физичките и правни лица што нема да ги почитуваат или ќе ги прекршат препораките, ќе бидат казнети согласно членот 205 и 206 од Кривичниот законник. Воведуваме health локатор карта на сите авиолинии, од сите авиопревозници. Тоа е нешто што важеше до сега за авионите кои што доаѓа од Северна Италија. Понатаму се забранува организиран меѓународен автобуски превоз со автобус, комбе или минибус кон високо ризичните земји од и кон Република Северна Македонија.